Како Орхан ја замислува слободата? На пролет, на есен, секогаш во бескрајна сина празнина на нашата улица може да се забележат птици, златни птици. Слободата на птиците е во нивните крилја. Слободата на криљата е во просторот. Орхан не сакаше ништо толку колку што ги сакаше птиците. Со минути го следеше нивното летање, нивните патишта низ прозорот. Но најголемо задоволство чувствуваше од допирот на птиците, кога нив можеше да ги става в кафес. Утрово е со посебна убавина. Утрово, да не го урочиме, прилега на девојка, невеста. Утрово се е во изобилство, секој е дарежлив. Зошто? Денес е роден ден на Орхан, затоа. Блиските, роднините и неговите другарчиња ќе му донесат најразлични подароци. Но Орхан сакаше птица. Птицата ја затвориле во златен кафес, а таа ги барала своите трња, му рече баба му. Птиците не можат да живеат без слобода, рече мајка му. Птица, слобода, птица, слобода, Што е тоа слобода? Праша Орхан. Мајка му долго време му објаснуваше што е тоа слобода. Орхан, меѓутоа, на свој начин беше ја сватил смислата на слободата. Така и тој на своите другарчиња многу им раскажуваше за слободата, но никако не можеше да најде пример за тоа. Слобода е летањето. Летањето е слобода. Лета. Токму тогаш татко му на Орхан, враќајќи се од работа, носеше и кафес со златникаво славејче во него. Ете, синко, ова е мојот подарок за твојот роден ден. Орхан го прегрна татка си и по обичај го бакна. Потоа го зеде кафезот и истрча во дворот. Го отвори кафезот и го пушти на слобода славеот. Сето ова го следеа и неговите другарчиња. Тие беа вчудовидени. Не чудете се, рече Орхан. Ова е пример за тоа што е слобода. Сите гледаа во просторот каде што славеот беше нацртал златна патека. Сакаа да ја чујат неговата песна. Која ли беше песната на славеот? Која може да биде освен? Слободата на птиците е во нивните крилја. Слободата на криљата е во просторот. Сега Орхан, повеќе од се, ја сака слободата.